Здраво, здраво, ева на нас повторно. Добре ли дојдовте? Добро ве најдов. Денеска ќе учиме првиот час, ќе ни биде час по математика за прво оделение. Тема мерење и решавање проблем. Односно денеска содржината ќе ни биде мерење со должина. Одлично. Така, може ли да почнеме? Може да почнеме. Така. Прво ќе представам значи што е мерење. Мерење е направа која што означува мерење на некоја зафатнина, должина, висина, односно нешто што сакаме да измериме. Да. Мерка за мерење е на должина е метар. Метарот. Така, доека да уклучиме ние презентацијата, сакам вака нешто да ве прашам на кратко. Ајде. Дали може, значи, вака сега со помош на што мериме, сакаме да измериме, например, таблата? Со помош на што можеме да мериме таблата? Па можеме, зависи, можеме да измериме со нашите дланки, Така. со нашите прсти, со нашите лакти, можеме да измериме со линијар Така. или со метро. Ете така. Значи, покрај стандардните мерки, кои што се метрото, мерење за должина, имаме и нестандардни мерки. Да. Нестандардни мерки се рековме дланките, со стопало, Стапалата, така, да. со чекори, со цевки, со многу разни манипулативи. кои Со што ги моливи. користиме. Со моливи, да. Сега, мерење на зафатнина, ја мериме, значи пред да ги кажеме стандардните мерки. Стандардни мерки се мерење на зафатнина литар и таа мериме со мерица, волуменот ко кафе, мерење на маса килограм Да. и мериме со Со вага. Ете така. Дали може сега ние за почеток да ја измериме, например, таблата колку ни е? Првен мора секогаш да процениме од прилика колку би изгледала, значи, должината на таблата. Сега само една тајна да откријам. Еден чекор на возрасен е вкупно околу 1 метар. Од прилика, значи, дали може, значи, сега да измериме колкава е Ајде. должината на таблата? Што мислиш ти, колку е? Да процениме првен. 2,5 метри од прилика. 2,5 метри. Може да измериме сега со нестандардни мерки? Може. Со што сакаш кажи ми? Со дланките. Ајде. И тоа вака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дланки. Така. Значи кога мериме со дланки, таблата кога мериме со дланки, имаме вкупно колку дланки? 10. Еднакво на 10 дланки. Да. И сега да измериме со метар. Може? Може. Може и должината и ширината да измериме со метар. Ајде. Ајде. Значи вкупно ние, колку кажа ти? 2,5. Така, вкупно ние околу 157, значи 1,5 метар. 1,5 метар. 1,5 метар ни е долга, а колку ни е широка? Ева да видиме. 93. Така, односно ќе напишеме дека долга е метро и пол, бидејќи се станува збор за првачиња, они не знаат 93 да го соберат со Да, плюс добро. 153, ќе напишеме 1,5 метри, бидејќи ова е метар, плюс 93 сантиметри, може 1 метро да рачунаме да заокружиме, да да. не биде голем број на првачињата, плюс горната должина, исто така ни е 1,5 метри и плюс Исто уште. ширината ни е 1 1 метар. метар. И сега, драги првачиња, треба да пресметуваме колку е 1,5 метар плюс 1 метар еднакво на 2,5. 2,5 метри плюс 1,5 метар плюс 3,5 4 метри и плюс 1 метар еднакво на 5 метри. 5 метри. Вау, па колку е голема оваа табла. Колку е голема таблата, а дали е лесна задачата? Па лесна е. Може да Лесна пробаме е. да решиме друга задача? Ајде. Ајде, може да измериме сега, например, масата. Масата. Ајде, може. Ајде да видиме.
должината на масата колку ни е? 60. А тоа може со нестандардни мерки? Може. Да, Првен да. проценуваме, рековме дека проценуваме, така? Важи, сега Отприлика со што колку да е? мерам? Со чекори ги мериме. Со чекори. Што сакаш со тоа? Ајде. Значи од овде. 1, 2, 3 чекори. Добро. Значи имаме 3 чекори. 3 чекори. Така. Да. Потоа да видиме 1, Значи имаме 3 чекори. 2, 3, 4, 5. 6 чекори ни е Плюс долга. 6 чекори и плюс повторно. бидејќи Повторно, да. Иста ширината 3 чекори 3 чекори. плюс 6 чекори. Односно еднакво на вкупно колку чекори? Значи 3 3 плюс 6 е 9. 9 плюс 3 12. 12 плюс 6 18. 18 чекори. Ова за промачињата е многу лесно. Да. Тие знаат да собираат и да одземаат до 20. Верувам. Да, а може ли сега со метро да измериме? Може. Тук имаме 65, но ќе заокружиме на 1 метро, така? на 1 метро. 1 метро ќе заокружиме. Плюс ширината ни е 1 метро, А должината ни е 2 метри. должината ни е 2 метра. И повторно ќе ни биде исто така. Ширината 1 Едно метар плюс должината 2 метри. 2 метра. И сега треба да измериме. 1 плюс 2 3, плюс 1 4, плюс 2 6. Значи вкупната должина и ширина на масата ни изнесува 6 6 метри. метри. Да. Сега вака, значи да кажеме нека едно прашање за тебе. Ајде. Дали можеме да разликуваме или дали знаеме да разликуваме, треба да научиме покусо од подолго. Ајде да видиме Например, како што е е тоа. подолго да кажеме? Да кажеме еве ни една цевка. Добро. Оваа цевка да ја споредиме со друга цевка. Едната цевка е подолга, а Другата едната е е покуса. покуса. Можеме да споредиме, дури можеме да видиме дека едната е подебела, Таа другата е потенка. Ете така. И плюс ова различни бои. Ова се нестандардни мерки или стандардни мерки? Ова се нестандардни мерки. Ајде да видиме сега со боичките. Па истото е како со цевките. Така. Кое моливче е подолго? Горното Е кое што подолго. вклучаме и подебело Така. и потемно, а додека долното е покусо. Така. Супер. Имаме една приказна да кажеме. Можеме Ајде. тука, значи, бидејќи да цртаме. Ајде, важи. Додека презентациите не ни се готови, така? Да. Ви чекаме сте уште презентациите. Ето на путенко, може? Подебело. Подебело? Така. Добро. И боја е зелена ќе одбереме. Важи. Ево вака сега. Едно. Девојчето, името како ќе го дадеме да биде? Лина. Лина. Лина имала кратко, косиче, после Добро. ќе го направиш ти. Може потенко, така? Мислам дека во право беше. Лина има, Не, на ова се прави. така. Овде вака, а ова вака. Добро. Значи, Лина е девојче која што многу сака да оди на плажа. Таа за на плажа, кога стигнала, облекла мајца по кратки ракавчиња, шортс, кратки чарапчиња и патичиња. Еве ни го сонцето во позадина како ни свети и ни се смешка. Како што била на одмор, таа носела да повториме. Мајчка со кратки ракавчиња, кратки шорцеви, шорцеви, да, И патики. патики, кратки чорапчиња и дури и косичката и била кратка. Кратка.
Како што поминувало времето, дошло зимата. Лина веќе косата малку И пораснала. Да. Косата и станала долга. Надвор било многу ладно времето. Односно се појавил облакот, ветер од северко ни дошол и Лина облекла блузичка по долги ракави и облекла Долги панталони. панталони, долги чорапи и кондори. Чизми никој. Или чизми, да. Да. Сега, тука имаме една разлика да приметиме, кратко наспроти долго. Одлично. Ајде, може ли ти да ми ги кажеш тие Можеме. разлики? Прво ќе почнеме од косата. Да, може. Во зима на Лина косата е била подолга, за разлика од летото каде што е била кратка. Така. Втората работа која што треба да приметиме е дека овде дека во летно време носела маечка со кратки ракави, Така. а зимно време маечка со долги ракави. Така. Истото важи и за панталоните. Во зимно време носела подолги панталони, отколку летно време каде што носела шорцеви. Така, супер. Тоа е тоа. Сега дали може уште една задача да решиме? Може, да. Ако сакаш, тоа е одлично, значи за решавање задача, да кажеме значи дека може ли да решиме вака на памет задачата? Ајде. Веќината многу сака да решават задачи на памет. Ајде. Например, покрај должината и ширината имаме и мерење на висина со метро. Шкафот е висок 3 метри, а широк 2 метри. Колку вкупно е висок и широк шкафот? Това бе 5. И исто кога ќе го собераме, ќе биде вкупно 10 метри. Значи вкупно ќе биде 10 метри. Супер, одлично. Одлично. Дечиња, се надевам дека се допаѓаше часот. За домашна задача имате да решите 2 задачи со мерење на метар. Одлично, ви благодарам за часот. Ова беше навистина интересен час и јас се надевам и тоа знам дека децата ќе ги решат оваа домашна задача. Да, ние може да одиме со джингл и се враќаме со следниот час.